7 дена учениците од средното училиште Здравко Цветковски без греење. Ова училиште е единственото каде учениците следат онлайн настава, додека надлежните си ја префрлаат вината. Проблемот со финансиската состојба на дел од скопските општини на терен ескалира поради неажурноста на надлежните. Средношколците во ова училиште останаа без греење, а директорката се правда дека не седела со скрстени раце. Направиле јавна набавка за потребната количина на газ за целата грејна сезона, но поради покачувањето на цената на гасот немале доволно финансии. Имаме проблем со греењето, цената на гасот е покачена за 3 пати од она што сме го планирале и сега немаме средства. Ете толку е причината. Ние второто полугодие го почнавме со физичко присуство. Децата 8 дена беа на училиште, денеска е 7 ден како се онлайн. Наставата тече. Јас се надевам дека веќе од понеделник или евентуално вторник, среда, децата ќе се вратат на настава со физичко присуство. Не седам со скрстени раце, ги правам сите напори, сите можни извори за обезбедување енергенс за училиштето и работам да се обезбеди тоа. И додека на терен веќе се чувствуваат последиците, заедницата на единиците на локалната самоуправа и владата си ја префрлаат одговорноста. Председателката на ЗЕЛС и градоначалничка на Скопје Данила Арсовска се закани со радикални чекори ако владата не им помогне на општините. Вчера премиерот Ковачевски се согласи да се сретне со 22 градоначалници кои се во раководството на ЗЕЛС, но им замери дека не предвиделе средства во буџетот навреме. Драстично повисоките цени на струјата и гасот силно удрија на финансиската стабилност на општините, кои онака беа заглавени во долгови кои се таложеле во претходниот период. Опозицијата предупреди дека згора се централната власт оваа година за прв пат ги намалила дотациите од државниот буџет. Обвинуваат дека тоа било со цел да се отежне функционирањето на општините и како што велат, со тоа да им се одмазди на граѓаните кои на последните избори во најголем дел гласале за ВМРО ДПМН, а не за СДСМ.